издание. Председател Трамп потпиша легислатива за издвојување 8,3 милиарди долари за итно справување со импликациите од коронавирусот. Освен маските, има ли други начини за ефикасна заштита од коронавирусот? За прв пат, 5 жени се наоѓаат на клучни позиции во ЦИА. Гласот на Америка разговараше со нив за искуствата, предизвиците. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот председател Доналд Трамп во Белата куќа денеска потпиша легислатива за издвојување итни средства од 8,3 милиарди долари за справување со коронавирусот, вклучувајќи и пари за развивање вакцина. Секретарот за здравство објави дека ќе бидат распределени над 1 милион тестови за вирусот COVID-19. За сега во САД има 14 жртви, заразени се 228 лица. 4 сојузни држави, Мериленд, Калифорнија, Флорида, Хавај, прогласија воредна состојба. А сега одиме во Северна Македонија, каде содржа панел дискусија за влијанието врз дезинформациите, при што учествуваше председателот Пендаровски и амбасадорката Брнс. Владимир Мирчевски ги пренесува заклучоците. Финализирањето на НАТО процесот, предстојните избори, коронавирусот, ова се теми што се меѓу најтаргетираните за дезинформирање на граѓаните. Американската амбасада утврдила неколку програми, пораки и интеракции како потенцијално опасни за еродирање на јавното мислење во Македонија. Вистината не е релативна, фактите не се подложни на преговарање. Може да дебатираме за мислење и при тоа треба секогаш да има што е можно поотворен и потранспарентен јавен дискурс. Но не сме да има простор за целосно измислени теории на заговор и целосни лаги. Безбедноста на јавноста може да биде загрозена и животи ставени во ризик. Шефот на државата повика на системско и организирано справување со дезинформациите во земјата. За да биде ефикасна борбата против лажните вести и дезинформациите, потребни се здружени напори, ефективна соработка на државните институции со граѓанскиот сектор. Размислете пред нешто да кликнете и проверете пред нешто да споделите на социјалните мрежи, беше порачено на денешната конференција за штетното влијание на дезинформациите. Додека во телевизиските извештаи од местата широм светот каде коронавирусот се шири, гледаме луѓе со маски. Здравствените експерти велат дека тие не се најефикасна заштита од вирусот. Бровни Бенито известува за други поефикасни начини за заштита. Како што коронавирусот се шири, луѓето брзаат да купат заштитни маски, а добавувачите не може да одговорат на поборувачката. Ова ги загрижува агенциите за јавно здравје. Разбирам зошто толку многу луѓе сакаат да набават маски, но исто така не сакаме да останеме без маски за здравствениот персонал, бидејќи тоа би било навистина сериозен проблем за целиот здравствен систем. Маските немаат улога во заедницата. Тие треба примерно да бидат за здравствените работници како дел од нивната работа и за поединци кои го имаат вирусот и се во домашна изолација или во карантин, како и за членовите на нивните семејства. Носењето маска не гарантира превенција. Ако носите маска, веројатно добивате лажно чувство на сигурност. Тоа е затоа што вирусот се лепи на површините кои ги допирате во текот на денот. Огради, седишта, рачки на вратите, пари. Но има работи што може да ги правите за да се заштитите. Мијте ги често рацете, обидете се да не го допирате лицето, поздравувајте се со лак наместо со рака, но исто така не престојувајте во средина со лоша вентилација заедно со некој болен. Како автомобили или такси возила. Мора да бидеме сигурни дека нашата околина е добро проветрена. Ако сте во автомобил, повторно го дишете воздухот кој го издишувате вие или некој друг во автомобилот. Според Милтон, ова значи дека заразените треба да носат маска, за да не го испуштат вирусот во воздух преку респираторни капки. Клучните лекции се многу едноставни. Често мите ги рацете. Кога кивате, покривајте ги устата и носот со марамча или со рака и лакт. Спроти 8 март, се повеќе жени во Северна Македонија успешно водат собствени бизниси или пак се вклучуваат во политичкиот живот. Генералната порака е дека мажите доминираат, но токму сега жените треба да заземат поважно место. Мики Трајковски има повеќе.
Некогаш 90-тите години беше, да ви кажам, понапорно, али беше многу голем предизвик. Сузана Нумовска од Охрид е бизнисмен уште од 1992 година, кога направила вели машки потек во тоа време, излегувајќи од државна здравствена институција и отварајќи косметичко студио и салон за убавина. Вели мажите доминираат, но токму сега жените треба да заземат поважно место. Држи мотивацијски говори на млади жени како тоа да го направат. Жени кои што завршиле инженери во машинска индустрија, електричари кои што сакале да почнат собствен бизнес, мажот и кажал, ајде, не можете вие. Има време за тоа. Тежок е тој живот, да кршите табуа во една средина како нашата. Јарта Зиба Осман веќе 10 години успешно раководи со приватна аптека во Охрид. Не мислам дека е полот пресуден или некаква си предиспозиција за успешноста во бизнисот. Имам многу пријателки, колешки кои водат многу големи бизниси и се многу успешни во тоа, но сепак генералниот впечаток во општеството е дека мажите водат со светоци и со бизнисот. Веќе се поместија границите работите, поинаку се гледа на некои работи. Но во Македонија има и се повеќе жени во политиката. Живкица Ангеловска, која е претседател на Советот на општина Охрид, вели да се биде жена политичар е храброст. Она што ми представуваше поттик е дека не сакам да седам настрана и само да критикувам, туку сакам да се обидам дали ќе успеам или не, тоа е прашање. Меѓутоа, да се обидам и јас нешто да направам, јас ги поттикнувам жените, значи, да не дозволат други да одлучуваат за нив, да бидат тие креатори на својата иднина. Нашите соговорнички сметаат дека е потребна поголема женска солидарност на жените кои сакаат да започнат собствен бизнис или да се вклучат во политичкиот живот. Им порачуваат да не размислуваат многу и да ги искористат можностите кои им ги нуди новото време. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на 5 точки од Newsflash, за прв пат во историјата 5 жени се наоѓаат на клучни позиции во Американската централна разузнавачка агенција ЦИА. И додека многумина се прашуваат како овие жени извршуваат задачи понекогаш како од филмовите на Джеймс Бонд, тие велат за нив е предизвик, а Нета Чијакова ги пренесува нивните искуства. За прв пат во историјата, 5 жени се наоѓаат на клучни позиции во Американската централна разузнавачка агенција ЦИА. По повод Меѓународниот ден на жената, своите искуства ги пренесоа на трибина во Вашингтон. 3 жени, 3 приказни, со заеднички именител. Сите се на истакнати високи позиции во ЦИА. На Сонја Холт, првиот контакт со агенцијата е бил во средно училиште, кога биле презентирани можности за вработување. На 18 години станала дел од ЦИА. По 36 години работно искуство, вели дека менторството е клучно за ангажирање на најквалитетните кадри. Многу е важно да се создаде чувство на припаѓање и инклузија во секоја агенција. Затоа сакаме да бидеме сигурни дека секој се гледа себе си како дел од агенцијата. Но 20 години порано ситуацијата не била ваква. Лидерството во ЦИА се менува, вели Елизабет Бетси Дејвис. Експертите станаа лидери, вели таа, а жените меѓу нив заземаат се позначајни улоги. Голем дел од нашиот лидерски тим го сочинуваат жени. Работиме на тоа да се идентификуваат вистинските таленти на следната генерација, да бидат поставени на вистинските места и поврзани со вистинските луѓе. Но овие жени, кои често имаат работни обврски како што гледаме во филмовите на Джеймс Бонд, се и мајки. Дејвис не само што успешно го носи товарот на работата, таа е мајка на 5 деца. Дали е пречка? Апсолутно не. Дали е предизвик? Да. Понекогаш е предизвик. Но животот треба да го исполните со работи кои ви значат. Сите 3 успешни жени за своето искуство зборуваа на трибината организирана од Центарот за стратегиски и меѓународни студии во Вашингтон. Сум работела со НАСА и со други агенции, но не сум била на места каде толку многу се инвестира во обука на лидери и во пренесување на искуства на луѓето за да може таа обука да функционира. Денес 44% од вработените во ЦИА се жени, 25% припаѓаат на малцинствата, додека 6% се лица со посебни потреби. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер и пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.